Ова оценка можевме ние да ја согледаме правејќи интерна анализа за состојбата со вода за наводнување и одрезот на високите температури на родот годинава. Ако во една оценка во месец јули годинава родот на грозјето се оценуваше дека ќе биде околу 70 милиони килограми, со високите температури кои најчесто се движат од 38 до 42 степени, овие прогнози ќе паднат во вода. А вода во теквешијата нема. За пиење засега има и добро е што е така, но за наводнување се помалку и најчесто ја нема. Тоа денеска ни беше потврдено и од компетентните. Во таква ситуација страдаат најмногу земјоделските култури. Да подсетиме само дека пролетните мразеви го обраа родот на праските и кајсиите, а овие температури, иако се не јавуваше добра реколта, го обраа годинашниот род на грозјето во теквешијата. Во Кавковец, наш најголем откупувач на грозје, заедно со Пеца Комерц, каде утринава се обративме, била дека сме далеко од родот од минатата година и пред тоа. Грозје речиси да нема. Утринава немаше ниту еден земјоделец, а овде се откупува во Викторија, Кардинал и Стражински. На лозарите не им остане речиси ништо од годинашниот род на грозје, како последица на превисоките температури. Грозјето кое и се роди, се шмркна сега со овие ниски, односно високи температури. На некои лозје каде што има вода, како во Аде, Гоце Делчев, Тиквеш, трапезните сорти се наводнуваат. Нам ни беше чудно, меѓутоа агрономите ни објаснија, за да не се исушат и веднаш се берат. Висинска катастрофа во теквешијата во лозарството за оваа 2021 година како последица на високите температури. Очекуваниот оптимизам па и релативно постабилните цени сега се во втор план. Лозарите останаа без квалитетен род, а тоа ќе има одраз и на наредната реколта, велат тие. Ако времето вака потрае, а се најавува, истовремено суви ќе останат и каналите за наводнување во теквешијата каде се сконцентрирани најголемите површини под лозја, нема да има ниту винско грозје за откуп кое сега е во фаза на зреење. Иако владееше скриен оптимизам за цена од 13 или 15 денари за килограм, сега главната поента кај лозарите е ќе остане или нешто за берба. Ова била најлошата варијанта за лозарите, ќе нема да остане ниту за варење на ракија.